ентузијасти. Денес ќе разговараме за една, според нас, многу битна тема. Гледам дека има многу голема одбивност кон истата, но нели. Од наша страна ние ќе споделиме што мислиме и што знаеме, а вие сами одлучете нели дали ово ви се допаѓа и дали е тоа паметно за вас. Ние сега го правиме. Сега ќе зборуваме за една криптовалута за која што гледам дека има многу голем гнев на пазарот, посебно кај нас дома, многу големо разочарување, претпоставувам затоа што истата беше една од топ валутите и потоа нели поради тужбата која што ја доби од СЕК од Америка, истата на некој начин веќе не е. Но, нели, ќе направиме ние анализа на истата, ќе ви кажеме зошто истата е моментално 25% од нашето портфолио. Ќе станува збор за XRP, како што може веќе да видите, или Ripple. И ќе ви кажеме зошто ние веруваме дека има огромен потенцијал и каде истата ќе се движи понатаму, нели според тоа што го видовме и зошто нели тоа го мислиме. Значи, не заборавајте дека ова што го правиме е техничка анализа, како и фундаментална анализа, каде што сакаме да ви покажеме кои се тие причини поради кои што ние веруваме дека е добро да се има, нели, ова не е финансиски совет, само ви кажуваме дека ние моментално имаме 25% од нашето портфолио алоцирано на Ripple. И зошто е тоа така? Ќе почнеме прво со кратка анализа, чисто да видиме што се случува, нели што можеме да очекуваме. Значи на месечно ниво, како што можеме да видиме, како и целиот пазар, моментално имаме пад, но самиот пад на Ripple не е од сега, истиот моментално се движи уште од 2017-18 година, кога го достигна неговиот all-time high од 3,2-3,3 долари. Со тоа што скратениот bull run, како и самата тужба, си го направија своето и нели, моментално го видовме она што го видовме. Значи, она тужба во овој подем овде, во ноември-декември 2020 година си го направи своето и манипулацијата која што беше пуштена за Ripple да не биде конкуренција на Ethereum, си го направи своето и цената падна додека целиот пазар се движеше нагоре до 25 центи. Значи, ние купивме голема количина на Ripple додека беше на 25 центи, иако нели продававме нешто во однос на овој пробив нагоре. Значи, голем дел од истото на оваа цена фактички се уште и ни стои, затоа рековме дека нема логика да го продаваме на минимален профит, но зошто мислиме дека е паметно да акумулираме и уште. Сега, значи, ова веќе не е валиден, затоа што веќе го пробивме 70% од корекцијата надолу, што значи дека она што можеме да очекуваме моментално е double bottom, тоа што и на некој начин го очекуваме. Веруваме дека евентуално може да добие пробив во овој сегмент и да на некој начин во овој акумулационен период, значи како што рековме, секогаш кога ќе видите жолт правоаголник е уствари местото каде што очекуваме акумулација. И зошто очекуваме акумулација на таму? Значи, како што рековме, за почеток ова беше најниската цена која што достигна во самиот bull run. Значи, замислете доколку оваа корекција продолжеше нагоре како што требаше тоа да биде, без оваа тужба. Значи, и покрај тужбата, Ripple е овде, и покрај тоа што многу ми навикаа дека да, чим има тужба од СЕК, тоа е завршена работа, сигурно е, значи, може да го погребате и сето тоа, но тоа не се случи. Дури и со тужба, значи Ripple успеа да достигне до 1,9 во овој bull run, што мене да го прашувате е доста импресивно. И да не заборавиме за сите оние кои што се уште мислат дека тужбата е некаков фактор. Значи 95% од количината на Ripple не се наоѓа на територија на Америка, што мене лично ми се допаѓа многу, затоа што не верувам дека Америка е прво крипто пријателски настроена, а второ не верувам дека било каков тип на проекти кои што се наоѓаат на американско тло или исклучено на американско тло е паметно да се финансира, затоа што станува збор за најкорумпираната земја на светот, која што исклучиво помага проекти кои што се од нејзина корист. Така да се што има било каков допир со било што друго што не се допаѓа на Америка, ќе биде директно загрозено, како што се случи и со самиот Ripple. Значи Ripple моментално е поседуван претежно самата Ripple корпорација од јапонски банки, кои што се уште стојат позади истиот и се уште моментално плаќаат за целиот овој значи случај, затоа што верувајте ми, адвокатите на Ripple се платени милиони на ден. Не на месец, на ден. Значи толку кошта моментално одбраната на Ripple и замислите Ripple нема никаков проблем да продолжи да функционира. Ќе продолжиме околу фундаменталната анализа понатаму, сега чисто да завршиме оваа техничката.
Значи на RSI гледаме дека се наоѓаме во пат, како и целиот криптомаркет. Сток RSI е на вредност од 6, има уште некои 6 поени надолу. Моментално сме во негативна money inflow, значи имаме одлив од истото, нормално, како и целиот криптопазар. Значи, можеме да видиме дека плавиот бран се движи надолу во негатива, како и VWAP-от, жолтиот. RSI се наоѓа со вредност од 45, значи има уште некој добар потенцијал за паѓање барем до 30. Што ни кажува дека се уште имаме можност, значи нели нормално, што и очекуваме, дека цената ќе се придвижи надолу кон овој сегмент каде што очекуваме да направиме уште поголема акумулација на Ripple, а во исто време можеме да видиме дека тоа кореспондира и со самиот VWAP на лева страна, кој што ни покажува дека ова ќе биде главниот сегмент на поддршка на целата досегашна трговија на Ripple. Значи гледаме дека сето ова што моментално се наоѓа под 30 центи било практично последен прак на отпор, кој што досега многу добро држал. Гледате, значи овие се најголемите акумулации кои што некогаш можеме да ги направиме на Ripple и доколку се случи тоа повторно, верувате ми, тоа ќе биде една од ретките можности што не верувам дека ќе се повтори во иднина. Оно што можеме дополнително да заклучиме, тоа е исто како и врвот на самиот биткоин. Значи слична структура на ова можеме да најдеме на биткоин чартот во 2017 до 2020 година, каде што имавме нели буквално иста формација, гледате. Значи иста формација каде што имаме пат, обид за кршење на ова огромна пречка фактички за движење на цената на Ripple, неуспешен и сега сме повторно во акумулација. Исто имаме неуспешен, нормално пред акумулација, кршење на истата и продолжување нагоре во огромен напредок. Сега, нормално не можеме да споредиме најдобрата валута во самиот пазар со некоја од оние топ 10, како што е и самиот Ripple, но нели, оваа формација е премногу слична за да можеме само така да ја игнорираме. Затоа и рековме дека ова многу изгледа како и самиот биткоин чак во 2017-2018 година, со што веруваме дека овој дел ќе биде акумулација пред истиот да продолжи да се движи нагоре. Сега, имаме одека три линии кои што знаеме дека плавата е една година пред халвингот, црвената е самиот халвинг, во кој што очекуваме дека цената се придвижи нагоре. Но имаме уште една линија, а тоа е белата линија во која што досега, значи самите две страни има досега направено распоред кој што е прифатен од самиот суд дека до практично ноември, односно најкасно до декември во 2022 година случајот ќе биде завршен. Позитивно или негативно не е битно, значи двете страни се согласија дека случајот ќе биде завршен од ноември до декември оваа година, можеби и порано, но ова се крајните датуми на кои што овој случај сигурно ќе биде завршен, со тоа што не сме да пречекори 25 декември, мислам дека е нивниот Божич, рекоа дека Божич мора да биде буквално пред Божич да биде завршен случајот со пресуда. Значи зборуваме комплетно завршен случај. Значи тоа е нешто што трите страни, не двете, значи не само Ripple и SEC, туку и самиот суд го досега потврдија и сите знаат дека тоа е тоа. Значи овде ќе биде крајот на случајот без разлика дали е позитивен или негативен. Сега, да напоменеме околу самиот случај. Значи самиот случај на SEC е уствари дека SEC се обидува да докаже дека Ripple уствари знаеле дека се фактички акции, дека нивната вредност уствари не е платежно средство како што Ripple се обидува да докаже, туку се акции, односно дека секој што купил Ripple ги купил затоа што вредноста на Ripple ќе порасне и ќе има профит од истото. Што не е уствари случајот, затоа што Ripple од секогаш, самиот проект на Ripple од секогаш бил дека ќе работи на тоа да биде средство за финансиска размена помеѓу банки и големи институции или држави или централни банки. Значи секогаш идејата на Ripple била да биде базен за размена на финансиски средства без разлика од каков тип станува збор. Сега, финансиската анализа моментално ни покажува дека се наоѓаме во овој затворен триаголник, каде што откако ќе пробиеме нагоре, можеме да очекуваме огромен напредок, нели, во однос на Фибоначи секвенцата, но нормално моментално сме во истиот и ќе продолжиме да се движиме се додека не дојдеме до следниот bull market, барем до оваа плава линија на една година пред самиот значи една година пред самиот халвинг,
што веруваме дека на некој начин овој сегмент до и над полето ќе биде сегмент за акумулација на Ripple во овој период. Сега, значи, и без да разговараме во однос на судењето, значи, позитивна одлука на суд во однос на случајот на Ripple ќе значи цената на Ripple да рипне без разлика дали е во bull или bear маркет, макар ако е во bear ќе биде кратко и експлозивно, а потоа ќе продолжи надолу нормално, но доколку е во bull, тоа ќе биде нешто што досега не било видено во криптопазарот, но нели, останува да видиме. Тоа е мое мислење. Верувам дека тоа ќе биде така затоа што имаме огромен број на компании и корпорации и финансиски банки и институции кои што во моментот кога ќе се докаже дека моментално Ripple е легален и може да се користи во Америка, затоа што до завршување на самата пресуда Ripple е нелегален во Америка. Не може званично да се поседува, не може званично да се користи. Што значи дека Ripple, иако нивното седиште е во Сан Франциско, 95 повеќе од проценти од истиот се наоѓаат надвор од Америка, што значи дека во моментот кога истиот ќе биде релистнат, кога ќе биде ставен на Coinbase, на Binance US, на оние американски берзи, ќе има огромен наплив на купување на истиот затоа што досега не бил достапен на американските граѓани. Се разбираме? А најголемиот капитал, за жал, знаеме дека се уште е таму. Сега. Прво да обясниме што е Ripple, па ќе продолжиме понатаму. Значи идејата на Ripple е уствари да биде пул, да биде базен, во кој што размената на парите ќе се врши во секунди. И, например, германците кои што сакаат да испратат пари, да речеме, до Америка, значи ги праќаат во овој пул, односно ги менуваат еврата во Ripple и истата таа количина на Ripple која што они ја додале во пулот, американците може да извадат од другата страна во противредност на долари. Со тоа што една нормална трансакција во банка, иако ние парите ги добиваме, да речеме, во наредните 5 минути на нашата сметка, официјално парите, нивниот трансфер, некогаш трае и до 2 недели. За разлика од тоа, целосната трансакција на Ripple трае неколку секунди. Што значи дека оваа размена помеѓу државите и нивните банки би била на многу побрз начин направена, затоа што Ripple пулот буквално исклучиво е наменет само за размена на валути помеѓу големи играчи. Значи не помеѓу мали играчи, не како нас, туку зборувам за централни банки, корпорации, финансиски институции и слично. Со тоа што чиста среќа е тоа што Ripple дошол на пазарот да може да окупат луѓе како нас. Неговата идеја од секогаш била веднаш да дојде до корпорации и банки како нивни главни партнери и никогаш самиот Ripple како валута да не биде достапен за обичните смртници како нас. Значи проблемот е што банките на почетокот, затоа што кога се појавува Ripple во 2014 година, се уште криптопазарот го сметаат за крајно волатилен и крајно непредвидлив. Со тоа што кога се појавува Ripple во оние почетоци на 2014 година, кога Ethereum се уште не е ни на оваа листа, за многу од оние што сметаат дека Ethereum е многу подобар од Ripple, значи гледате се појавил со 39 милиони долари во тоа време market cap, и идејата е, значи не истиот, директно да биде понуден на самите банки за меѓубанкарска размена. Но во тоа време криптопазарот е на некој начин доста незастапен и нормално во 2014 година ретко кој има слушна тоа. Замислете сега банка да земе некоја си ризична криптовалута која што би била уствари главен синџир на размена помеѓу нив. Тоа никогаш нема да се случи. Со тоа што се уште банките работат со размена во SWIFT и нивните трансакции се толку бавни и комплицирани и скапи, што е во денешно време незамисливо. За разлика од тоа, трансакција на Ripple без разлика дали е $10 или 1 милион е иста цена од 0,0001 Ripple, мислам дека беше. Значи, буквално центи, не се ни центи. Со тоа што, значи, затоа е уствари Ripple она што го нуди на банките, на сите, значи, финансиски средства, финансиски, да речем, учесници на пазарот, е нешто што досега го нема видено никој. Има неколку компетитори како XLM Stellar, но разликата е во тоа што Ripple веќе има огромен број на банки кои што активно работат со него. Значи моментално целата размена на платежни средства помеѓу Јапонија и Филипините се прави исклучиво со Ripple.
слободно погледнете, ќе видите, значи ова што го кажувам се факти, сега да не ги барам едно по едно, зашто веќе имаме еден тон работи кои што треба да ги покажам. Значи има држави кои што, замислете Јапонија, кои што активно го користи Ripple затоа што неговата цена за размена помеѓу финансиските учесници е незаменлива. Значи истиот има огромен потенцијал во однос на тоа што брзината е огромна, сигурноста е значи загарантирана, а цената е значи безсмислена. Замислете, Ripple, неговиот пул работи на врз база на алгоритам, на блокчейн технологија, оној XRP Ledger, за разлика од тоа што Swift има потреба од огромна администрација, огромни системи за подкрепа на сето тоа и сето тоа е премногу бавно и скапо. Значи, затоа Ripple секако е незаменлив дел од следната финансиска на некој начин следната финансиска инсталација во светот. Само прашање на време е кога. Сега денеска добив официјални вести за кои што чекав за да ви известам, зошто моментално Ripple ќе биде една од главните валути во светот. Значи ќе влеземе и до тој момент, сега поред, нели? Сега. Прво што сакам да ви објаснам што е Swift. Значи Swift е уствари the global provider of secure financial messaging services. Значи Swift постои многу одамна и идејата на Swift е уствари да се направи систем во кој што сите банки и значи централни банки, финансиски институции ќе учествуваат и ќе имаат безбеден систем за комуницирање помеѓу себе си и трансферирање на во случајот валути, значи платежни средства. Исклучиво за тоа и е направен. И на тој начин на макро ниво, значи оние ситни трансакции кои што ние ги праќаме еден на друг од една во друга држава, ќе бидат решени во макро трансакции, каде што цели, како да кажам, бандълс, односно групирани трансакции на огромни суми, кои што биле, например, воспоставени во една недела помеѓу две држави, ќе бидат расчистени, односно ќе биде практично пренесени од една на друга страна самите платежни средства со помош на овој систем. Односно, системот Swift е уствари само информативен систем кој што им кажува на банките каде колку треба да платат и кој каде колку праќа средства. Значи тоа е идејата на Swift. Сега, Swift моментално се обидува да се надгради, затоа што Swift со неговото постоење од 70-тите години до денес има многу застарена технологија и неговата технологија на некој начин е пречка за брз финансиски развој на светот, затоа што се уште е базирана на технологија од 70-тите. Иако истата е малку надградена, значи наместо луѓе кои што се јавуваат како во почетокот една на друга банка, значи тоа е поентата на Swift, да каже кој на колку треба средства да плати, сега моментално е базиран на SMS систем, каде што практично SMS пораки се праќаат помеѓу банките, нормално со одредени кодови, каде што едните на другите знаат колку треба да платат, за да се подмири фактично онаа размена на средства помеѓу истите. Сега. Она што е многу битно, значи за вас во случајов е ноември 2022 година. Затоа што во ноември 2022 година ќе се воведе ISO 20222. Односно, ова ќе биде посебен програм со кој што ќе се надгради Swift да инкорпорира технологии како блокчейн, не толку заради самите криптовалути, колку што е заради CBDC, односно заради дигиталните валути кои што светот се обидува да ги развие и да ги примени во сопствените држави, за да има целосна контрола на сопственото население и пари. Значи, првенствено на населението. Затоа што со CBDC они буквално може да контролираат целиот финансиски систем на една држава до последната единка е буквално контролиран преку еден екран. Можете да видите исклучени од ваквиот систем со еден клик. Ете, до толку ќе биде голема контролата со CBDC, со овој нов систем кој што се воведува ISO 20222, но да не ве плашам, значи нели, тоа е крајната идеја која што за жал ние мораме да работиме да не се случи, но во исто време мора да бидат инкорпорирани самите криптовалути кои што се приватни и кои што се независни и кои што не може да бидат користени како CBDC, затоа што никој нема целосна контрола на овие. Со тоа што, значи, ваквото инкорпорирање на криптовалути во самиот ISO 20022 ќе биде уствари начин на кој што финансискиот систем помеѓу банките ќе биде директно поврзан преку Swift со самите криптовалути. Односно, како што може да прочитате овде, значи, идејата е да се инкорпорира заедно, значи, целиот овој нов систем финансиски подкрепен со криптовалутите да биде под еден покрив.
Идејата е да се направи на некој начин и регулативна рамка во која што овие криптовалути ќе мора да практично влезат и да ги почитуваат истите. Со тоа што оние кои што нема да бидат инкорпорирани во овој стандард и да бидат инкорпорирани во самиот финансиски систем, на некој начин ќе бидат надвор од истиот, што значи дека ќе имаат многу помала моќ и опсег во однос на трансакциите кои што ќе ги вршат, нели, во самиот свет. Сега, интересно од целата оваа ситуација, значи, ќе ви покажам моментално каде се движи се тоа, што е исклучиво важно во однос на тоа што ќе се случи во следните, нели, месеци, додека не стасаме до ноември 2022 година. Значи, вели дека до сега постојат неколку, значи, ова ќе биде уствари, овдека е подетално објаснето како се прави преку овој стандард целиот финансиски систем да биде направен како еден јазик, каде што размената на трансакции помеѓу истите ќе биде, например, дел од овој XML јазик и истата ќе биде многу поедноставна за следење и многу побрза. Сега, се сеќавате кога ви кажав дека, значи јас неколку пати до сега ова го спомнав, а сега официјално ќе ви го кажам. Значи, идејата за тоа што јас чувам 25% од моето портфолио во Ripple е тоа што во моментот кога ќе се заврши ова судење, смешно, верувам дека Ripple ќе биде директно ангажиран и ќе стане дел од самиот SWIFT, кој што моментално инкорпорира 66.000 финансиски институции и банки. Замислете, значи тоа е целиот систем во светот, инкорпориран во еден систем. Проблемот е што моментално не постои ниту еден друг софтвер кој што е прво толку инкорпориран во банките, второ кој што има исклучиво намера и намена да го замени SWIFT. Значи Ripple е буквално направен со идеја да дојде момент кога ќе земе дел или целосно од мрежата од SWIFT и истиот на некој начин ќе го овозможи ова тргување нели преку неговите пулови со многу побрзо темпо, нели, брзина, сигурност и слично. Сега, значи тоа е крајната дестинација на Ripple, која што нормално е, како и сите други валути, си има сопствена дестинација, нешто кој што се цели, но за почеток да почнеме да гледаме реално на стварите. Да, доколку тоа се случи, зборуваме за Ripple, следниот финансиски систем во светот. Нормално, не реков дека тоа ќе се случи, тоа е идејата која што Ripple се стреми. Но, да видиме што се случува моментално во SWIFT и да ги видиме најавите на SWIFT и да почнеме од тој момент панатаму и да видиме дали ова што Ripple го говори уствари е вистина. Сега. Значи, во овој артикл на Yahoo Finance можеме да прочитаме многу интересен дел каде што вели. Само малку од проектите моментално кореспондираат со оваа легислатива која што ќе биде воведена со ISO 20022 и меѓу ретките проекти кои што не само што се дел од оваа легислативна рамка, односно веќе целосно ја исполнуваат, туку се и партнери. Овде може да прочитате. Значи, овие неколку валути, чисто само да го најдам тој дел за да ви покажам што уствари сакам да ви кажам. Значи, гледате што вели. Вика, две валути не само што се вика целосно, нели, во целосно на некој начин кореспондираат со самата легислативна рамка, тие се и членови на ISO 20022 боди, би било практично governance боди, односно регулативното тело на овој стандард. Се разбираме? Значи, овие членови, Ripple и Stellar, тоа се уствари на некој начин многу сличен проект, затоа што Stellar е направен од еден од оние кои што биле првите креатори на Ripple, истиот го напушта проектот и го прави вториот многу сличен на Ripple нормално, иста намена, ист леџер, само што е многу помалку застапен. Самиот Stellar XLM и Ripple XRP. Значи, они се, замислете, уште еднаш ќе повторам, они се дел од телото кое што раководи со овој стандард, зборуваме на SWIFT. Значи, на мрежата на глобална финансиска мрежа за комуникации помеѓу банките и финансиските институции. Значи, толку треба да знаете за тоа колку е битен Ripple моментално во воведување во овој стандард во ноември 2022 година. Ноември 2022 година е инкорпорирање на овој стандард низ целиот свет, низ сите банки и сите финансиски институции.
Ноември до декември 2022 година, некако случајно, можеби коинциденција, можеби не, е моментот кога случајот на Ripple ќе заврши, затоа што веќе е најавено дека ќе заврши, не може да продолжи после тој датум. Во исто време, значи крајот на оваа година се очекува на некој начин да биде и почетокот на наредната, дното на биткоин, односно конечно да се случи оној пресврт од bear во bull run, што дополнително му помогнало на Ripple да продолжи нагоре. И замислете ако ова инкорпорирање во ноември дојде со дополнителни вести од типот дека Ripple на вистина ќе земе можеби многу поголем удел во самата работа на SWIFT и во самата работа на банките помеѓу себе, замислете тогаш која ќе биде вредноста на Ripple, доколку вие сте го купиле моментално на 30 центи, каде што се наоѓа моментално од 25 до 30 во оној сегмент каде што ние очекуваме да го акумулираме. И замислете кога ќе испадне ваква вест, каде што на секоја банка ќе биде клучно да поседува Ripple, дури да не поседува директно Ripple, значи оние огромни пулови кои што ќе сакаат да земат дел од самиот профит, ќе мораат да поседуваат што може повеќе Ripple, затоа што самите оние минимални fees, оние трансакцијски цени кои што ги плаќаат овие огромни банки и институции за постојано сите тие трансакции кои што мират на самиот пул на Ripple, практично сите тие fees остануваат за тој што го поседува Ripple во самиот пул. А овие трансакции нема да престанат. Тоа се бескрајни трансакции. Зборуваме за илјадници банки, постојани трансакции кои што сега веќе нема да мора да се групираат во еден бандл, во една група за да може со еден трошок да се направи самиот пренос од една на друга. Зборуваме за константни трансакции помеѓу банки 24/7, каде што самиот пул овозможува за минимална цена да не мора да се групираат и за многу брзо време да завршуваат на едната и на другата страна. Значи, сакам да ви кажам, тоа ви е буквално оно што го спомнав во првите видеа кои што ги слушавте од мене во однос на едукациониот материјал, каде што оние луѓе кои што успеале да увидат колку ќе биде битна пругата во Америка, успеале да бидат првите и најбогати луѓе во светот во тој период, затоа што го одржале целиот транспорт од едната на другата, од едниот на другиот брег во Америка во своите раце. Значи они буквално манипулирали, кажувале која ќе биде цената на самиот транспорт, затоа што другите немале алтернатива како тоа да го прават. SWIFT нема алтернатива. Не постои друг систем кој што парира или кој што работи паралелно со SWIFT. Не постои таков. Поентата е што, значи еве овдека сега ќе се вратиме на оно што некој ме праша и ми рече добро зошто држиш Ripple, па дали си ти нормален? Значи вака ќе кажам. Ризикот Ripple да стане дел од SWIFT и ризикот Ripple да не стане дел од SWIFT и да престане да постои, толку мене ме прашувате, јас би ризикувал 30% од своето портфолио секој ден, затоа што ризикот Ripple да стане дел од SWIFT значи огромен профит, наспроти мал ризик да изгубам 30% од моето портфолио. Нема да размислувам ниту момент. Значи овој потенцијал кој што Ripple го има да стане дел, затоа што веќе е дел. Гледайте, значи ова не е измислица, ова е официјална вест, може да ја проверите, значи не само на Yahoo Finance, било каде. Ripple е дел од телото кое што моментално го прави овој стандард на SWIFT, значи на самата SWIFT мрежа. Во исто време, Ripple моментално е дел од многу од европските и светските држави кои што се обидуваат да направат CBDC на сопствената територија. Првенствено вест испадна за Англија, тоа го спомнав во едно од претходните видеа, каде што Ripple исто така има буквално седиште како член на она финансиско тело кое што работи на проектот за CBDC во Англија, а Ripple е директен советник на ваквото тело. Значи, замислете, Англија го ангажирала Ripple да биде советник за креирање на CBDC на собствената територија. Ripple, компанија. Англија ја ангажира. Се разбираме? Значи, ето толку е голем Ripple. Сега, интересното е што многу често луѓето толку не видат all-time high во овој bull market, тоа е тоа. Го пишува проектот, тука завршува. Да, значи, гледајте ги фундаменталните причини зашто тоа се случува. Моментално да, имаме и некои други, како што се например IOTA, како што се Algorand. Значи ова се два огромни проекти наспроти Stellar и Ripple и IBM.
што не знам, IBM е самото тело, извинете, Ripple, Stellar, Algorand и IOTA се основните кои што се моментално, значи овие се два само compliant, они се дел кои што директно ќе бидат практично инкорпорирани, значи ќе може да бидат користени на самиот Swift, додека овие се, како што рековме, дел од самото governance тело. И гледајте го ова, Cardano, Quant и Hedera, односно HBAR, ќе бидат исто така, не се уште не најавени, но значи пак е на некој начин спекулација, која што ќе видиме дали ќе испадне или не. Значи истите ќе бидат директно compliant, односно ќе бидат дел, ќе го практично самата структура на овие проекти им дозволува директно да почнат со работа која ќе испадне овој стандард, затоа што веќе се односно комплетно се инкорпорирани во однос на легислативата која што се инкорпорира со овој стандард. Сега, следно што сакам да ви покажам, во она што ви го кажав во однос на самиот SEC, случајот помеѓу Ripple и SEC. Значи, како што може да видиме од James K. Filen, еден од адвокатите кој што будно го следи овој случај, кој што јас лично го следам постојано, кој што кажува дека значи, договорено е дека значи, сето ова треба да заврши пред Крисмас. Значи, значи, closing briefs практично неколку дена пред Божиќ, што практично би значило дека единствено што би останало околу Божиќ е самата одлука. Што значи дека целата постапка на докажување помеѓу двете страни мора да заврши пред значи Божиќ, зборуваме дури и да има судење. Значи не ова е моментално предпоставка каде што се уште немаме отворено судење со пората. Ова е само предпоставка која што се уште се ги докажуваат значи своите страни, ги поднесуваат своите докази, бараат сведочење од нели стручни лица. Значи се уште моментално се наоѓаме во тој сегмент, верувале или не. Но идејата е дека до Божиќ сето ова треба да заврши. Значи со пресуда и сето тоа комплетно. Сега да се вратиме на тоа каде моментално бил Ripple и каде очекувам да биде. Значи прво многу луѓето забораваат дека Ripple е на пазарот уште од 2014 година. Значи на 2014 година се најавил на 4-то место, каде што многу од овие коини веќе не постојат. Значи единствени кои што можеме да ги препознаеме се Litecoin, Ripple, Dogecoin и Dash. Овие иако постојат се негде многу назад некои небитни коини моментално. Така. Каде е Ethereum? Јас Ethereum не го гледам овде. На 2015 година, значи една година подоцна, 2015 година Ripple е веќе во целосна доминација над сите овие проекти. Значи он има 257 милиони наспроти 55 милиони на Litecoin. Значи целосна доминација наспроти останатиот дел од криптовалутите. Што значи дека овој проект уште тогаш имал огромен потенцијал. 2016 година 282 милиона, конечно Ethereum се појавува на сцената 2016 година и е повторно 60 милиона помалку од самиот Ripple. 2017 година имаме, нели, конечно Ethereum се наоѓа на втората позиција, од она што веќе го знаеме каде што нели истиот и останува понатаму, но повторно, ако видите, значи Ripple за разлика од останатите, значи и од самиот Litecoin е 5 пати поголем. Да не зборуваме за останатите кои што повеќето се на некој начин пак непостоечки денес. 2018 година трето место убедливо со Bitcoin Cash негде позади 4 милиона помалку, останатите повторно барем дупло повеќе од истите. 2019 година пред самата тужба повторно се наоѓа одма позади Ethereum. Гледаме дека повторно е барем 2 до 3 пати поголем од сите останати проекти. Оно што се обидам да ви кажеме дека ваков тип на проекти, значи зборуваме за огромни играчи позади истите, не сакаат истите вие да ги имате. Се разбираме? Идејата на Ripple бил да биде поседувано банките, не од луѓе како мене и вас. Јас затоа и кажувам дека доколку 30% од моето портфолио отиде на нула, мене нема да ми смени многу животот. Но доколку 30% од моето портфолио отиде во директни акции во Swift поради тоа што поседувам Ripple, тоа ќе биде многу голема промена во мојот живот. Со тоа што не заборавајте дека Ripple може да биде толку битен еден ден, што можеби и нема да може да биде дозволено лица како јас и вие да го поседуваме. Значи до тој степен, ако стане инкорпориран во самиот Swift, замислете за некој би дозволил некои обични смртници како нас да поседуваат значи клучен сегмент од Swift кој што утре може да буквално
го уцени нивниот финансиски поредок, ме разбирате? Но да не навлегуваме таму, сето она што сакам да ви го кажеме, значи еве ќе се навратам уште еднаш. Ова што ви го покажав се официјални вести, ова јас не го измислив, ова е официјално надвор, може да го проверите, сите овие податоци кои што јас ви ги дадов се постојано достапни во финансискиот свет надвор. Сега, вие размислете самите за вас, јас не ви кажувам што да ставите во вашето портфолио, но кога правите истражување, вака се прави истражување, треба да седнете да видите историски од каде потекнува, дали бил тука, дали има добра позадина, што моментално за истиот можеме да најдеме на пазарот. Значи, тоа е она фундаментална анализа која што директно оди рака под рака со самата техничка анализа. Затоа, секогаш кога финансирате во одреден проект, немој да го гледате тоа само како техничка анализа или да го гледате тоа само како фундаментални вести. Мора да биде од сите страни истражено за оние тешко заработени пари кои што ги давате, навистина да бидат финансирани во нешто што има потенцијал. Ризикот мора да биде помал од потенцијалот на проектот во кој што финансирате. Ripple е топ 10 проект од самиот почеток до денес. Заедно со тужбите кои што биле поднесени под него, заедно со сите манипулации, со се, Ripple никогаш не бил бутнат надвор од 10-тото место од топ 10 крипто валути во светот. И ќе се врати на своето место веднаш штом ќе заврши ова тужба. Сега, за крај пред да го завршам овој видео, сакам да ви покажам уште една многу интересна работа, која што јас лично очекувам да се случи. Значи, во моментот кога ќе се заврши самиот судски процес, Ripple веќе најави дека не само што ќе проложи како криптовалута, не само што станува партнер на Swift, истиот ќе направи IPO, односно ќе стане акција. Сака да стане Initial Public Offering, односно самата компанија Ripple, значи не само што може да поседувате токен Ripple како криптовалута, ќе може да поседувате и дел од самата Ripple компанија како корпорација во светот. Значи сака буквално како што тоа го направи Coinbase, да го направи истото. Значи после Coinbase, ова е првиот актер во криптовалути во криптосветот кој што, значи, само Coinbase го има направено тоа. Ниту една друга валута, ниту еден друг проект никој го нема направено тоа. Значи, најавено е дека во моментот кога ќе се заврши тужбата, односно самиот судски процес, Ripple ќе испадне со својата Initial Public Offering, односно ќе сака да направи својата компанија да не биде приватна, туку да биде значи поседувана, да биде разделена на акции и продавана како таква. Значи да може да поседувате акции во самата Ripple корпорација. Значи ова е уште една на некој начин за транспарентност идеја која што самиот Ripple ја нуди, со тоа што ви нуди фактички вие да бидете дел од самата корпорација и на некој начин да имате удел во одлуките кои што ги донесува понатаму. Да не заборавиме, Ripple е централизирана корпорација. Тоа на сите не е јасно. Ripple е претежно и поседувана од банки и тоа ми е јасно, да, но вие моментално, значи немој да се секирате за револуцијата во однос на криптовалутите во светот, подобро да се секирате за сопственото портфолио и профитот кој што може да го направите. Ваков тип на корпорацијски проект кој што бил исклучиво наменет за банки, по некоја случајна, да речем среќна коинциденција, доаѓа во момент да можеме ние да го акумулираме. Затоа јас лично ќе повторам уште еднаш, 30% од моето портфолио да евентуално станат практично поседувачи на дел од SWIFT, финансиската институција, мене ми е комплетно оправдан ризик. Не знам за вас, јас ви кажувам лично што правам и со моето портфолио и со портфолиото на мојот тим, но ние веруваме дека и да има шанса ова да се деси, истата шанса да биде мала, е многу побитно да бидеме дел од тоа, отколку да го пропуштиме и цел живот да ни биде криво дека сме можеле, сме имале, а сме го продале. Значи, тоа што ви покажав дека самиот ISO 20022 го најавува, е тоа што ќе се деси за неколку месеци во ноември. Останува да видиме, но како таков, еден од главните проекти во нашето портфолио ќе продолжиме да го следиме. Доколку има интерес ќе направиме анализа за вас, ние нормално тоа го правиме за себе си, но кога ќе се случи ова и кога ќе има добар профит во однос на истиот, што веруваме дека ќе има, значи ќе направиме видео и ќе покажеме дека сме биле во право. Доколку се случи обратно, ќе направиме видео и ќе покажеме дека сме биле грешка и ќе кажеме зошто сме биле грешка нормално, затоа што ова е едукативен канал и се обидуваме сето оно што се случува во финансискиот свет да го преведеме
и да ви го покажеме во однос на индикатори, во однос на фундаментални вести, за да може и самите вие да научите како да го правите тоа понатаму. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание. Значи јас стварно имам голема благодарност за сите оние кои што го поддржуваат нашиот канал, со тоа што секој ден ги гледате овие видеа кои што јас ги правам, покажувате дека имате интерес за истите, значи ние го правиме ова исклучиво од едукативен карактер, немаме никаква финансиска корист од истото, ќе го повторам нормално, и би ве замолил единствено што бараме како канал е да го споделите нашиот материјал, ставете лајк и коментар за било што мислите дека би можеле ние да направиме повеќе во однос на самата анализа, во однос на самиот канал, и овде сме и понатаму да работиме со вас, се додека имаме поддршка од вас кон нашиот канал. Уште еднаш ви благодарам, се надевам дека ви се допадна овој материјал, имајте добар ден од тимот на CryptoGameDG.